се наоѓаме во училиштето Дане Крамчев, во основното училиште, каде започнуваме оваа година да го спроведуваме проектот Непластични кеси по соработка со и поддршка со општината Газибаба. Ние сме благодарни на директорката која ни овозможи да во ова училиште започнеме оваа година да го спроведуваме проектот и меѓу дечињата да објасниме каква е разликата помеѓу пластичните кеси, употребата и нивната заштита едноставно на платнените торби и неупотреба на пластичните кеси кои што ја загадуваат нашата животна средина. Проектот ќе се спроведува и во Трубарево, основното училиште Крум Тошев, и во Железара, во основното училиште. Така да се надеваме дека свеста кај учениците ќе се зголеми, ќе ја прошират таа свест на своите соученици, родители, баби, дедовци, комши, пријатели и понатаму веќе ќе се намали употребата на пластичните кеси, која е забранета со законот 2009 во Република Северна Македонија, но сепак ние и понатаму ги употребуваме и со нашата анкета која што ја правивме, со овие едукации кои ги правиме минатата година и ова, веќе се зголемува бројот на граѓаните кои потребуваат еколошки платнени торби кои што се поупотребливи, а се намалува употребата на пластичните кеси. Со оваа едукација се надеваме дека таа тенденција ќе продолжи понатаму. Покрај целиот оној воспитно-образовен процес кој што ни е предвиден во наставните планови и програми, во училиштето се спроведуваат голем број на воннаставни активности, посебно меѓу кои и воннаставните активности поврзани со развивање на еколошката свест кај учениците. Забележавте дека ова учебна година во училиштето активностите, влезовите се спроведуваат според предвидени протоколи, одобрени од општина Газибаба, од кризниот штаб на општина Газибаба. Истите се прилагодени врз основа на протоколите кои што се како стандард на ниво на државата. Така што скалесте приемот на учениците, секоја група во различно време доаѓа, еднонасочно е движењето низ училиштето, се да се намалат контактите помеѓу различни групи ученици во исто време во иста просторија. Веќе учениците точно знаат што и како е редоследот на влегување и движење во училишниот простор. Морам да им се заблагодарам и на родителите, и на учениците, и на вработените за доследно почитување на секој детал во протоколот, а целта е уствари да се заштитиме сите, да го заштитиме здравјето на секоја единка која што има допирна точка со нашето училиште. Нашето училиште е екоучилиште веќе по втор пат. Ние како екоучилиште постојано ја развиваме и ја поттикнуваме еколошката свест кај сите наши ученици, почнувајќи уште од најмалата возраст. Ја поттикнуваме еколошката свест преку постојани одржување на постојани активности, едукативни предавања, едукативни работилници. Учениците постојано се запознаваат со начинот на кој се намалува отпадот, начинот на кој го селектираме отпадот, го рециклираме, постојано вршиме уредување на училишниот двор, засадување на сезонски цвеќа и така натаму, се вклучуваат во различни работилници, рециклирање на хартија и така натаму. Во текот на целата учебна година имаме постојано активности преку кои учениците ја развиваат, нели уште повеќе поттикнуваат еколошката свест, нели се со цел да имаме чиста и здрава животна средина. Во контекст на денешната ваша покана и вашето, односно едукативно предавање, морам да напоменам дека лани во текот на прошлата учебна година по повод на отворениот ден на граѓанско образование, дел од учениците изработува од рециклирана хартија украсни кеси со пораки на различни јазици. Донираните средства од учениците за самата продажба беше наменета за обновување на стручната литература во нашата училишна библиотека. Денес имаме предавање од страна на Екозвон за
употреба на хартиени кеси. Во предметите кои ги изучуваат децата, внесуваме и екосодржини кои се обработуваат со цел да се развие еколошката свест кај учениците, уште од најмала возраст. Учениците посетуваат настава во две групи. Првата група е од 7:30 на настава и во едната група настава посетуваат 13 ученици, при што се запазуваат протоколите за растојание, држење на дистанца.